Денешниот ден се обележува како светскиот ден на децата од улица. Се повеќе ги има на улиците. Зошто? Од едната страна институциите, од другата страна што ние како граѓани можеме да направиме за минимизирање на овој проблем и главниот причинител зошто има се повеќе деца на улица. Се разбира, нашиот соговорник на оваа тема, господин Драги Змијанац од Детската амбасада Мегеш. Добро утро. Добро утро. Она што, ајде нека биде вовед во темата за денешниот ден, како да ја започнеме, е тоа што зошто има се повеќе деца на улица, каде е главниот причинител, каде вие, драги, го лоцирате, со оглед на тоа дека имавме и пандемија, па како да се зголеми бројот, а немаме регистар кој што ќе даде точна бројка. Секогаш се варира во бројката. Добро, во однос на бројот и регистарот ќе проговорам подоцна. Прво, оно што го гледаме на крстосниците секојдневно, катадневно, да, е резултат на оно што се случува во општеството. Значи, прва и основна работа е сиромаштијата, исклученоста на децата од образованието и злоупотреба на нивниот труд, некогаш и од најблиските, некогаш и од организирани и криминални банди. Одговор на ова е всушност последица на исклучување на децата од образованието. Значи, мислам дека Министерството за труд и социјална политика треба да направи напори, бидејќи градинката е воспитно-образовна згрижувачка установа, да им овозможи на овие деца да отидат во рана детска возраст, бидејќи првите 5-6 години се клучни за нивниот правилен раст и развој, да ги вклучи на време во градинка, да им даде одредени животни вештини, затоа што таму нема само спиење, храна и престој, туку има и воспитување и образование. И на тој начин ќе ги отргне децата од улица и ќе им даде прв чекор кон задолжителното основно и средно образование. Но тука не завршува на овој проблем. Важно е да се детектираат семејствата во ризик, да се доедуцираат, да им се овозможи вработување барем на еден член од семејството, да се отргнат од субстандардните услови, да имат некаков пристоен начин на живот и во тој случај и со строг надзор на центрите социјална работа за остварување на квалитетното образование, згрижување, чување, воспитување на децата, има шанси да се преполови состојбата. Инаку да, ги гледаме секојдневно на крстосниците, децата питаат со испружени раце и секогаш е дилема на граѓанинот што да сторам јас. Да. Институциите, бидејќи затајуваат, не се доволно во функција за најдобар интерес на детето, освен кога се меѓународните денови и политичарите се сликаат, не прават многу за оваа ранлива категорија на деца кои многу често и немаат извод од матична книга на родените, може да бидат киднапирани, грабнати, да бидат тргувани нивните органи, да бидат во најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд, дури може и да ги подведуваат не само за криминал, туку и за проституција. Она што исто така проблематично е како да постапат граѓаните. Моje мислење е дека најдобро граѓаните да пријават во интервентните тимови на центрите за социјална работа. Знам дека центрите за социјална работа се... И што ќе направат тие? Еве, реално да зборувам. Еве ќе пријават. И идеме понатаму. Значи, ако некој семејство нема капацитетно подуслов да ги обезбедат овие предуслови што ги кажа претходно. Сакам да кажам, дали тие имаат услови да ја завршат работата до крај? Имаат, може да дадат строг надзор на остварување родителско право или згрижувачко семејство. Замислите едно дете кое пита или кое се родило во такви субстандардни услови, да му овозможите поинакви услови на живот. Со образование, воспитување, нега, грижа, дали ќе пита и понатаму, дали ќе биде питаш, како што го нарекуваме. Дали ќе ги гледаме на крстосниците испружени рачиња. Но граѓаните, кога ќе го видат тоа, многу малку од нив реагира да јават до центрите социјална работа, интервентните тимови. Страшно што ги гледаме мајките со бебиња во раце. Исто така, во екстремно загадени услови, во топлотни бранови, кога невозможно е да се престојува, посебно во нашата престолница, каде што зоврива и асфалтот и бетонот. И тоа е навистина не само злоупотреба на детскиот труд, него животот на детето е доведен во прашање. Сега, кога ние како граѓани ќе им дадеме средства, ние, еве јас, например, не давам средства, затоа што мислам дека на тој начин можеби
директно или индиректно го поттикнувам питањето, злоупотребата на детето, туку јас би се јавил до полиција или до Центар за социјална работа, интервентните тимови. Ако евентуално сакам да помогнам, можам да му купам некаков производ, некакво освежување, но и тоа е прашање колку ќе го реши проблемот. Мислам дека едноставно никој од институциите не ги детектира овие семејства, посебно што се случува дури и за време на сезона кога се одредени поледелски, земјоделски и овоштарски производи во екот, да децата отсуствуваат од училиште, посебно на крајот на годината или почетокот на учебната година, да тоа го толерира и просветниот и трудовиот инспекторат и едноставно немокни се не знаат што да сторат, како да ги санкционираат родителите. Ама санкционирајќи ги родителите, некојаш директно го санкционираш и детето. Не е формулата во одземање на родителско право, туку во охрабрување, оснажување на тоа семејство да може да се обезбедува екзистенција, да може да води грижа за своето дете и да не ги гледаме децата на улица. Има институциите превземаат некои чекори со дневните центри, но тие дневни центри се во оснажување на детето да го почувствува училиштето, но потоа повторно се на улица и повторно децата се ставени во притисок да обезбедуваат дополнителни екзистенцијални средства за семејството. Еве денеска ние во 12 часот ќе бидеме во еден од дневните центри, чинам дека два се, не сум сигурна во тој поглед, но кога веќе ги спомнувате, не се користат. Зошто не се користат? Тие се користат, но не се решение. Тоа е преодно решение. Ама не се користат доволно. Еве сега ќе ги посетите денес. Да, ќе ги посетиме заедно со словачката, со сопругата на словачкиот амбасадор ќе однесеме некакви продукти. Сакам да кажам дека ќе се уверите и во контакт сме со Сдруженијето за правата на детето кој го менаџира дневниот центар. Но знаете што, ние знаеме дека со еден таков тип на хуманитарна помош, далеко од тоа дека нешто ќе помогнеме, туку повеќе да ја знаеме конкретно состојбата на терен. Затоа што и кај нас во детска амбасада порано имавме дневен центар и свативме дека тоа не е решение и се откажавме од тоа. Иако граѓаните на општина Аеродром, каде што е сместена амбасадата, носат производи, облека, обувки кои се искористени. Каде вие ги дистрибутирате, ако можеме да донесеме ние како граѓани? Донесете слободно. Да. Ќе ја повикате Слободанче, ќе имате едно Слободанче и таа е таа што ги селектира производите и граѓаните кои доаѓаат ги добиваат. Но повторно ќе кажам, и тоа не е решение. Образованието е клуч за вклучување на децата и исклучување на децата од образование е немок на државата да се справи со детскиот злоупотреба. Апсолутно дека е така. Во право сте и затоа ја отвараме оваа тема. Но мораме ние како граѓани бар некој мал исчекор да направиме. И ако помагаме некому со тоа што еве сега имаме менување на зимска пролетна облека во домовите, нека ја средат убаво граѓаните, се разбира чиста, испрана, испеглана, спакувана и нека донесат кај вас. Можеби ќе помогнеме и на таков некој мал начин ќе дадеме еден исчекор, затоа што еве кажете ни, со какви све проблеми се соочуваат децата на улица? Ги гледаме боси, ги гледаме полуголи и во зимски период. Јас вас ве разбирам, дури има политичари и кои дава непримерни изјави, грдата слика на градот Скопје. Ама таа е како да тие се деца родени да бидат да питаат, како да немаат друга работа што да прават. Никој не избира како и каде ќе биде роден. Не можеме да се соочиме со вистината дека тоа е резултат на неписменост, сиромаштија и злоупотреба на детскиот труд и економска експлоатација идат во круг. Ние мора децата да ги отргнеме од улица. Дури не е доволно ни да ги сместиме во згрижувачко семејство. Ако повторно ќе нагласам, ги вклучиме рано во раната детска возраст во воспитно-образовните институции, вклучувајќи и градинката, и да имаме бенефиции за таквите категории на деца. И вработиме родител. Згрижувањето. Точно. Апсолутно. Да, детето стекнува други животни навики. Ние сме имале приказни каде што децата оделе во училиште и родителите ги принудувале и многу непријатно се чувствувале кога ќе сретнат свој соученик на крстосница. Значи, како да ви кажам, едноставно мора, повторно ќе кажам, центрите социјална работа да направат таков напор да од администрација излезат на терен и точно ја детектираат состојбата и водат точно за секое семејство грижа. Ако треба, да ги активират и социјално одговорните компании,
Па да имаат по едно семејство кое ќе му бидат, што се вели, под згрижувачко семејство. Згрижувач у смисла на овозможување на секакви услови да тоа семејство го отргне од сиромаштија и од злоупотреба. Она што го споменавте сега дека во непријатна ситуација се знаат да бидат некои деца кои што утрото го поминале во училишните клупи, а пладнивните часови питаат на семафорите па да се сретнат со ученик. Вие имавте линија Ало Бушовко, да нема такви случаи, јавувања да ги пријават своите родители кои што... Има такви случаи, еден од повеќето случаи... Кој е разрешницата понатаму? Го пријавува родителот, дека го принудува на питање. Па тоа ви велам, нема решение од едноставна причина што и да се јавите во интервентните тимови, што ќе сторат тие, дали се кадарни да му најдат таа волшебна формула, да го отргнат детето до листа, да го вклучат во училиште, да седне детето во училишните клупи, да му возможат на тоа семејство економски услови, не само социјална помош, ако треба да ги вработат и двајцата родители, да остварат надзор како родителите ги трошат средствата што ќе ги обезбедат со обработувањето и да ги отргнат од субстандардните услови, со да им возможат некаков кров над главата, за да детето се почувствува да има достоен живот. Споминавте за жал дека не се ни здравствено никако згрижени. А тие се невидливи, некои од нив не се ни евидентирани. Да, споминавме и COVID-19, тие воопшто не беа... Тие кога беше криза, кога беше онлайн наставата, јас се сеќавам на една илустрација, многу беше присутна во социјалните медиуми, ситуирано дете во домашни услови со сите можности на интернет, си следи онлайн настава, едно дете од ранливите категории, очигледно сиромашно, без можност каков лаптоп или какви помагала, седи на прозор и го гледа своето другарче. Значи, многу од тие деца не може, нема ни интернет, нема ни помагала да може да следат онлайн наставата. Тоа е едниот проблем. Вториот проблем е што некои од нив ги принудуваат да работат дури кога се децата во училиште. Некои од родителите се мотивирани да ги однесат децата во училиште заради добивање на одредени бенефиции од државата, но како што и самите рековте, после училиштето повторно се на улица. Истото се случува и со дневните центри. Така да, се додека не ја решиме сиромаштијата, значи треба државата да се фокусира. Сме во еден како магичен круг. Точно така, точно така. Многу себично се однесуваат институциите во однос на оваа ранлива категорија на деца. И мислам дека се гледа како да нема решенија. Всушност, кои точки вие први би ги промениле? Го споменуваат образованието. Што е тоа? Број 1, градинки. Едно дете во училиште, едно дете помалку на улица, но додека стигне во училиште, ако мислиме на основно образование, ќе ги пропуштиме првите 6 години и веќе тоа дете е регрутирано и ставено во злоупотреба и во остварување на одредени средства, дури се казнуваат децата за да мора да обезбедат одредени средства. Дури некогаш ги повредуваат, намерно ги осакатуваат за да предизвикат поголема емпатија кај граѓаните. Значи тоа е една би рекол страшна појава која повторно ќе кажам, ако не се мобилизира општеството, ја не се одвојува доволно средства за ова, тоа ќе го гледаме катадневно и мислам дека граѓаните ќе се згрозуваат, но не можат самите да го решат. Можат да пријават, може да му дадат одредена храна и така натаму, пари не, но тоа не го решава повторно проблемот. Значи мора да се најде. Ние сега изготвивме една стратегија која им ја понудивме на град Скопје околу овој проблем. Кај нас многу се донесуваат закони, стратегии, акцијски планови, прописи, но на ново пракса го гледаме она се што се случува не само со децата на улица и ранливите категории, во секој сегмент, значи една појава на немоќ. А немоќта се однесува на тоа дека не се доволно посветени, активни, мобилни донесувачите на одлуки, тие кои ги имат ингеренциите. Ние како граѓанска организација можеме да алармираме, да припомогнеме, но да препорачаме некакви решенија, да го информираме Комитетот за правата на детето во Женева, таму стигаат препораки, но не можеме ние да ги имплементирате, да ги спроведете. Не можеме да бидеме партнери во спроведување. Но ја немаме тие ингеренции, таа финансиска моќ за да го решиме овој проблем. Тие што ја имаат, не им се фокус децата на улица,
и мислам дека се прекупирани со други работи кои не оставаат добар впечаток кон граѓаните за грижа на општото добро на сите граѓани, вклучувајќи ги и најранливите децата. За жал, денешниот ден всушност е денот кога многу ќе се зборува на оваа тема. Велам за жал, поради тоа што вашата работа е 365 дена, не само овој ден, но денеска еве да го искористиме, да го пуштиме апелот колку што можеме погласно. Што е потребно да се направи за да се почитуваат детските права? Да го заокружиме разговорот. Пред се да се почитува детската личност и дека едно дете родено да се гарантираат сите права, нормално со сите и одговорности и обврски кои ги има, а право на живот, например, самите рековте загрозување на правото на живот е под број 1 кога ги гледаме децата на крстосниците во екстремни услови на загаден воздух, загадена почва, топлотни бран, студенило и не превземаме ништо. Секој еден граѓан кој ќе го види тоа, прва асоциација му е државата не ми дава никаква подршка и подкрепа. Јас сум и така ранлив, кршлив и уште дополнително ме стигматизира со тоа што јас морам да бидам принуден дали од моите најблиски или од сиромаштијата, неписменост, исклученост од образование да го правам тоа. Тоа, кога ќе го види еден граѓанин, едноставно може само да заклучи дека имаме држава која декларативно се залага за правата на децата, а во пракса затајува. За жал, ќе зборуваме повеќе на оваа тема, затоа што сметам дека е потребно време додека да се променат нештата, но еден мал чекор... 31 година веќе сме во оваа состојба. Но еден мал чекор ќе ни израдува, бар колку толку, да се почне барем од некаде, да се почне од основата. Неколку пати се согласивме дека основата е предучилишната возраст. Да се почне од таму. Благодарам за денешното гостување. Благодарам што секогаш сме тука да подсетиме на вашата работа, на она што го работите вие постојано и да пуштиме апел колку толку. И убава поента имавте, денеска го одбележуваме денот, но ние треба да работиме 365. Тоа треба и тие кои ги имаат капацитетот, ингеренциите и моќта да го прават истото. Не само граѓаните и граѓанските организации. Денешниот ден е подсетување до институциите, го одбележуваме како Меѓународен ден на децата од улица. Се надевам дека помалку ќе зборуваме на оваа тема. Благодарам на господинот Драги Змијанац од Детската амбасада Мегеши.